Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски денес беше дел од годишната конференција за локална самоуправа и децентрализација. Ѓорѓиевски изрази задоволство што владата ја разбира суштината на овие предизвици и активно работи на реформи во локалната самоуправа, вклучително и подобрување на финансирањето и воведување нови дигитални услуги за граѓаните. Односот што оваа влада го има кон општините и ЗЕЛС ни влева надеж дека конечно ќе фатиме чекор со имплементирање на посакуваните европски стандарди, порача Ѓорѓиевски, осврнувајќи се на потпишувањето на новиот меморандум за соработка со владата. Меѓу приоритетите што ги издвои Ѓорѓиевски беа подобрување на финансиската стабилност на општините, вклучувајќи го барањето општините да добиваат најмалку 10% од ДДВ и 50% од персоналниот данок. Реформи во методологиите за распределба на блок дотациите, посебно за основното образование, противпожарната заштита и социјалната заштита, зголемување на дигиталните услуги за граѓаните, каде ЗЕЛС има значајни визионерски заложби, реализирани преку платформи како www.gradежnadozvola.mk и e-градежно земјиште. Своето обраќање Ѓорѓиевски го заокружи со повик за поголема соработка меѓу општините, ЗЕЛС и владата, со цел подобрување на условите за живот на граѓаните низ целата држава. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 163 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие ПОЦИ општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка и апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците, стои во соопштението од Паркинзи на општина Центар. Во периодот од 1 до 10 декември 2024 година, екопатрулата на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје изготвила вкупно 25 едукативно-информативни записници за граѓани и правни субјекти што го прекршиле Законот за јавна чистота, односно се затекнати при непрописно одлагање отпад на јавни и сообраќајни површини во скопските општини Центар, Карпош, Газибаба, Чаир, Аеродром и Кисела Вода. Како што информира Комунална хигиена Скопје, најголем дел од активностите на екопатрулата се одвивале во општина Чаир, каде се врачени 11 едукативно-информативни записници. Ова предпријатие од почетокот на месецов спровело и интервентни патролни дежурства на 7 локации каде што е забележано континуирано непрописно одлагање отпад, од кои што 3 се реализирани во општината Чаир, 2 во општината Центар, додека во општините Карпош и Газибаба е реализирано по едно интервентно дежурство на екопатрулата, се вели во соопштението на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски на социјалните мрежи објави дека отпочнало поставувањето на нов терен со вештачка трева во општинското основно училиште Страшо Пинџур на површина од 800 метри квадратни. Како никогаш досега ја градиме инфраструктурата за спорт, обезбедуваме услови за спорт и рекреација на сите генерации. Ова е историски најголем инвестициски циклус на општината во објекти за спорт, истакна првиот човек на Ѓорче Петров. Стојковски истакна дека досега се изградени детски фудбалски терен на улицата Македонска војска, нов терен со вештачка трева во училиштето Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, нов мултифункционален терен во општинското основно училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, тартан подлога на спортски центар Геге и тартан подлога на спортски центар Бранители. Градоначалникот посочи дека до крајот на неделава планирано е поставување на уште еден терен со вештачка трева во дворот на општинското основно училиште Мирче Ацев. Министерството за внатрешни работи преку соопштение извести дека вчера по претходно изготвен план од единицата за недозволена трговија и единицата за интервентна полиција при СВР Скопје за контрола на Битпазар уапсени се 2 лица кај кои биле пронајдени 40 парчиња пиротехника, тутун и цигари без бандероли.
Кај лицето БИ 47 години од селото Студеничани. Пронајдени се 11.604 пиротехнички средства, пари околу 40 кг тутун и поголема количина цигари без бандероли. Кај 48 годишното лице СН од Скопје пронајдени се 14.942 парчиња пиротехнички средства и пари. Лицата се лишени од слобода и против нив ќе биде поднесена кривична пријава по член 396 став 7 од Кривичниот законник. Исто така, при преглед на импровизирана тезга, пронајдени се околу 14.000 пиротехнички средства, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.